тоа дека и бебињата може да бидат предмет на расна омраза или пак може би дека не се раѓаме со предрасуди, туку дека се тоа општествени конструкти. Но ова го нема никаде во музејот, има многу велам елементи, намерно го извадив овој конкретно за да видите како игра, наместо да гледате само сребрени предмети или метални предмети, дајте да погледнеме и за робството кое што во голема мерка го има во Балтимор, Вирџинија и останатите држави. Исто така една слика од познат сликар таму што била поставена од Бенџамин Латробе, наречена Погледот кон Велш и устието на Бекрит, на кое што некој човек седи во кану, игнориран е потполно човекот. Уметникот, значи, Фред ја става истата слика на насловот доменува и вели Джек Александър во кану. Затоа што човекот во кануто на сликата е црнец, неговиот идентитет е игнориран. Она што го прави Фред Вилсон е го става името на овој човек. Ете два странски примери. Дали има масовност, дали има насилие, дали има идеологија, можеме да разговараме и да видиме на кој ниво овие движења удираат и колкав е нивниот ефект. Велам, овие движења не се секогаш за рушење на општествен систем, но да зборуваме за отстранување на расистички матрици. Стигнавме до нашите драги Бернајс пропаганда, за кој би сакала да зборувам многу, бидејќи многу имам и напишано и одмислувано. Кристина Горовска беше толку љубезна, мене ми ја даде целата нивна книгичка која што беше објавена со нивната Happiness Machines. Имам потреба и желба да кажам 2-3 збора за нив. Многу од нивната работа, бидејќи на крај би сакала да завршам со нешто ново околу Rage Against the Machine, со некои најнови изјави од некои интересни ликови во американската политика деновите. Многу од приказната, да кажеме, за Бернајс пропаганда, верувам дека повеќето можеби знаете дека Бернајс беше всушност човек кој што работеше на тоа како да се манипулира со човечкиот ум и како да се шири пропаганда, па Бернајс пропаганда ја носат таа иронија, така да кажеме, да се одманипулираат масите, односно народот. Многу од нивната работа се концентрира на спротивување на принципите на просветителството. Многу од нивните текстови се против, да кажеме, арогантноста на науката, особено на позитивистичките науки. Многу од нивните текстови се спротивставуваат на теориите на еволуцијата во антропологијата, бидејќи да не држам сега за предавање за тоа, меѓутоа тие еволуционистички теории апсолутно збореа за доминацијата, дури и цивилизацијска и умствена на една раса, претежно белата, и за некаква неспособност на еволуција на сите останати. А тоа се да речеме, не знам, аборижините или индијанците кои што се на некој пониско ниво на развој и не можат да го достигнат она што белиот, западен човек може. Глорификацијата на разумот, велам, не знам колку луѓе, и тука ми е прашањето, колку луѓе навистина ќе седнат и ќе ја читаат книгата од Бернајс или колку луѓе уживајќи на нивниот концерт ќе го слушаат текстот. Од тука и прашањето колкава е моќта на ваквите гласови. Една од моите причини зошто јас го читав беше меѓу другото и фасцинацијата со нив и тоа што ги представував на конференција, но јас сум само една, до каде допираат тие навистина. Глорификацијата на разумот, тие велат, доведе до развој на апсолутно монструозни идеи, ќе извадам еден краток текст сега од нив, и до глорификација на белата раса. И исто така до величање, да речеме, на човекот врз животните. Па така Бернајс пропаганда во нивниот буклет од Happiness Machine албумот има цитати од автори како Хана Аренд, Емил Сиоран и други филозофи кои што зборуваат за девастирачките, апсолутно поразувачките консеквенции на таа бинарна логика на цивилизацијата, дека имаме луѓе кои што се просветлени, а тоа се овие бели, кавказски, како сакате да ги кажете, раси, и луѓе кои секогаш ќе останат заглавени на тоа развојно ниво. И тие велат дека таа логика, ова е апсолутно постколонијална теорија со која работи Бернајс пропаганда. Велат дека и низ нивните текстови, велам и низ овој буклет, всушност го, ете да речеме, асфалтираше патот до една европска супремација, Европа да стане некаква моќ и да се наметне себе си како цивилизационен матрикс, како цивилизационна некоја матрица во однос на која сите други се вреднуваат како помалку вредни или повеќе вредни. Еве некои од темите во нивните текстови, Фајерабенд, например, го цитира, тоа се клучни имења, against метод, Фајерабенд зборува против методот, и вели дека во 20-тиот век науката го напушти, односно ги напушти своите филозофски претензии да биде интелектуална авантура, која што ќе се заснива на љубопитност, и наместо тоа мутираше во арена на моќ и бизнис. Значи, многу интересна констатација на Фајерабенд, која што ја цитираат
верна пропаганда и дури текстовите нивни, конкретно во овој текст, ова е уште една слика индијанците, како се прикажа ние во Кейт Вилсон, но да не ме мешам сега назад, уживаш ли во својата придружба? Јас нема сега дел по дел овде да го анализирам, но очигледно гледате една агресија против моќта на науката и монструозност да речеме клонира. Па се постава прашањето да можеш да се клонираш и уживаш ли во својата придружба или дали да уживаш барем една минута во профилот кој го мразиш или презираш, би ризикувал ли ако овој пат не се дава представа за јавноста и така натаму, би ја препознал, би уште еднаш и рециклирал глупоста. Оно што е интересно, само уште два-три збора би сакала да ви кажам, апсолутно се модерни со овие своји произнесувања со новите теории во антропологијата. Современите теории во антропологијата се занимаваат токму со овие прашања. Генетски инженеринг, клонирање и ги сметнат за нови етички проблеми на човештвото. Погрешка на многу антропологијата веќе воопшто не е изучување на некакви, не знам, општества од Полинезија и така натаму. Па во тој контекст еден многу интересен текст од Каушик Сандер Раджан се вика Биокапитал и конституирање на постгеномиката. Многу интересна хартијата, значи апсолутно корпорацијата, конзумеризмот, а верувам и власта бидејќи нели прикриено но зборуваат за црно, црвено и плаво жолто. Мислам дека конотациите се сосема јасни. Ќе завршам со еден многу интересен коментар, затоа што велам колку навистина овие работи се слушаат и колку се моќни овие субкултурни движења. Имате оваа слика. Оваа слика е од едната страна, можеби за многу од вас познат, Том Морело, гитарист на Rage Against the Machine, од другата страна го имате Пол Рајан, нели, кој што се врзува со една крајно конзервативна линија сега во Америка и со Пол Рамни. Пол Рајан неодамна изјави, мислам дека е интересна и целова визуализација, тој со iPhone и така натаму, изјави дека ги обожува Rage Against the Machine и на тоа се јави Том Морело. И кажа, еве неколку зборови ќе ви прочитам, и буквално кажа, се прашувам, бидејќи Пол Рајан кажал, ги сакам како музика и како звук, но не им ги слушам текстовите. Барем тоа да не го кажал, но Том Морело вели на ова се прашувам, која му е омилена песна од Rage? Дали е тоа една од оние песни во кои го обвинуваме геноцидот врз индијанците? Дали е тоа една од оние песни во кои зборуваме против американскиот империализам? Дали е тоа една од нашиот кавер на Fuck the Police? Дали е тоа песната во која што зборуваме дека народот треба да ги превземе средствата за производство? И така натаму. И сега, нели, Том Морело на крај завршува и вели, немојте да ме сватите погрешно, гледам дека Рајан има многу агресија, многу дури вели has a lot of rage in him, па затоа веројатно и ги сака Rage the Workers против работниците, Rage against gays, нели, има Rage against the poor против сиромашните, има Rage against the environment и веројатно од тука и неговиот порив да ги обожува Rage against the Machine. И конечно велам, ете, ова заклучоците од ова за мене биле само тоа дека би кажала некако во 19-тиот и 20-тиот век малку некои од термините што претходно многу се користеа се дисторзира и им се даде пежоративно значење. Особено зборови како комунизам, социјализам, демократија, анархизам, либерализам, либерална доктрина, некако мислам дека страда од некој вид на дисторзија. Можела да се затвори, да, готови сме, јас завршувам. И моето, да речеме, конечно прашање е дали може би сега навистина сме соочени со доминација без револуција, само со микрореволуции, можеме ли овие да ги наречеме микрореволуции? Колку се навистина успешни? Иако верувам во една песимистичка линија која што ја делиме, да речеме, еве заедно со професор Мухич, кој што дури има една интересна метафора и вели дека она што беше едно време лом револт, оној револтиран човек е сега лома привоаз, односно припитомен човек, за жал, за бенефит на малкумина, за пропаст на, да речеме, цело човештво. Сепак верувам дека иако овие крајно песимистички прогнози кои што може би сега ви ги ставам овде на маса за некакви идни револуции или за можни движења за промена, не ги намалуваат важностите на овие антинормативни гласови и даваат можеби некаква надеж дека барем креативната моќ во луѓето и сепак мотивацијата се можеби нешто највредно и се некаков импулс за евентуални промени. Но какви и дали на некој големо ниво, тоа останува да го поразговараме.